оние пациенти кои што доаѓаат кај нас се веќе пациенти кои што избрали и прифатиле. Тоа е сепак нели желба, прифаќање и потреба на самиот пациент. Ние не се наметнуваме да они по секоја цена дојдат и бидат со нас на некаква сеанса. Меѓутоа, психоедукацијата значи обука на пациентот за себе и за се она што го очекува во клиничките услови. Другите пациенти кои што доаѓаат се исто така веќе подготвени затоа што закажале, побарале помош. Она што јас повеќе го забележувам во секојдневието е дека има пациенти каде што органицитетот е исклучен, сепак е тука диагностика врз основа на многу медицински исследувања, на многу детална диагностика која што ја поседува оваа установа и по препорака, кога ќе им се каже не избираат сите, како да се уште постои таа мистификација или чувство на стигматизација, пренесувајќи се низ годините со погрешни пораки или неинформираност на одредени луѓе. Разликата помеѓу психијатријата и психологијата е секако многу голема. Таа е една, ова е друга наука. Психијатријата си го има своето место во медицинскиот дел. Ние го имаме малку повеќе во овој превентивниот дел. И покрај тоа што не мислам дека психијатрите не учествуваат во превенција. И како се значаен дел. Но би сакала уште еднаш, ми се чини на некој од кога бев гостин во оваа ваша телевизија и го споменав, не постои наука која што е универзално умна до таму за да напише инстант решение да ги реши сите проблеми во човештвото и во една микроклетка која што се дефинира како човек и сите луѓе ќе бидат среќни. Мислам дека дел од луѓето кои што не сакаат да се обратат за помош, точно се должи на многу погрешни пораки. Тоа е дел од нашиот култ, веројатно. Треба да се размислува на едно поопсежно од тој тип, од тој вид на истражување, кое што укажува, ајде сега ние ќе гледаме позитивно. Па добро, позитивната страна секако си ја има својата позитивна мок и своето влијание, но ние не можеме да бидеме во бегство од себе во континуитет ако имаме дразби кои што ни будат тага, а ние сме со желба да ја копираме, да ја покриеме и да бидеме среќни.